Време е веќе за нашите први денешни гости, гости во множина потенцирам, затоа што сме бајаги овде во студиото собрани со одредена причина. Прво, овде нашата гостинка, денес писателка, најпозната писателка на детска литература од Чешка, ни е нагости, да ја промовира нејзината книга. Денес ќе биде промоцијата, што значи во му доаѓа како предпромоција, телевизиска промоција, Магепсана училница е книгата. Така што да ја посакам прво добро утро на нашата гостинка Ивана Бжезинова. Добро утро. Добро утро. Веднаш до неа ни е Евгенија, преведувачка. Евгенија, добро утро и ти благодарам за твојата услуга. И Филип Гатковски од издавачката куќа Бата Прес. Добро утро. Да појасниме зошто сме толку многу бројни овде. Секако дека ќе започнам со гостинката. Прво морам да прашам дали е ова прва посета на Македонија? Добре рано, можем се запитат, если toto je vaše poprvé návštěvu tady v Makedonii. Ano, jsem tady poprvé a jsem nadšená, protože je tady krásně, Skopje je nádherné město, ještě počasí nám přálo, takže jsem moc ráda, že jsem tady a že tady můžu propagovat svoji knížku. Да, прв път съм тук. И Скопје е прекрасно место, тоа така ми забоде уши, да. Много съм свикна, што съм тук и што ја имам можноста да си ја промовирам книгата баш тук во Скопје. Те слушам дека добро утро на чешки е добре рано. Добре рано. Навистина рано, да. Апсолутно дека е точно. Како досега се покажавме како добра домаќини? Да ја прашаме гостинката? Јако се либи тади, як сме ми, јако македонци, jak jsme vás uchostili, jak vám se líbí tady? Úplně perfektní je to tady všechno. Opravdu jsem nadšená, že jsem tady, protože to město se mi hrozně líbí. Jsou tady přátelští lidé, krásná atmosféra, nádherná architektura. Říkala jsem si, že se zeptám, kolik je tady jezdeckých soch. Премногу ми се допаѓа и самата архитектура, колку сме ние како народ македонците, колку е изненадена, како сме пријателски настроени и исто така се прашува како е можно да имаме толку многу споменици. Сакаш да те прашам да појасниш? Не, ќе го ставиме друг пат. Што ме е прв пат гостинката овде, секако дека е прво телевизиско гостување. Филип, јас вака би започнала, затоа што е неблагодарно сама да се представува себе си. Би сакал ти како вовед да ни кажеш која е гостинката, зошто е толку позната и дали сгрешив кога реков дека е најпозната детска писателка во Чешка. Ивана Бжезинова е, ајде ќе кажем, една од најпознатите писателки, можеби најпозната во Чешка за детски книги. Таа има напишано преку 30 детски книги, има добиено бројни награди како Магнезија литера, која што е најпопуларната награда за писатели во Чешка. Таа има огромно искуство, дури предава, значи книжевно пишување книги, значи тоа и го предава. Креативно, да, креативно пишување дури предава. И оваа книга, Магепсана училница, например, е преведена на повеќе јазици и е една од најзначајните дела за деца, за детска литература. И плюс е наградувана, така? Многу наградувана и има една многу интересна тема, која што е значајна, исто така е добро да научат децата, значи да ја прочитаат оваа книга, за да во иднина нема толку дискриминација кон одредени и децата, а и возрастните. Јас сакав да прашам гостинката со оглед на тоа што ви спомена дека е професорка. Освен тоа што е писателка, е и уредник на емисии во радио. Па би сакала Евгенија да ја прашам каде најмногу се проаѓа, односно што најмногу од овие три професии ја влече? Имате неколик роли, неколик професија, а ктера стих вас највиц бави, иако то преднашање, небо ten radio, nebo co vás nejvíc baví? No, já jsem vystudovaná učitelka, češtinu a dějepis bych učila, ale nikdy jsem se za učitelku nepovažovala. Já jsem diplomiraná učitelka, odnosno profesorka po
чешки јазик и историја, но никогаш не сум се сметала за таква вистинска учителка. Mým životním snem bylo stát se spisovatelkou a opravdu v 5 letech jsem doma řekla, že se stanu spisovatelkou a mně se to povedlo. Мојот животен сон беше да бидам автор, да бидам писателка и дома на 5 години им кажав дека тоа ќе биде мојата професија и ми се исполни сонот. Да, убаво е кога си го живееш својот сон, но може ли да се живее од тој сон? Знаеме како живеат писателите кај нас. Дали во Чешка може да се живее само од пишување? Если е можно в Чешку ужит едно писање, а едно писање книг. Ако будете потребуват някакви ина професија, то едно то писање No, na začátku jsem učila na vysoké škole, nejdřív na katedře bohemistiky, pak jsem vlastně jednu dobu 6 let jsem přednášela tvůrčí psaní na literární akademii. Prvo je започнала како предавање на катедрата за бохемистика, а потоа 6 години предавала на отделот за креативно пишување. Ale po mateřské dovolené už jsem zůstala doma na volné noze a od té doby se živím jenom psaním. Па потоа по незиното породилно отсуство останува дома и од тогаш е на некој свој слободни нозе да се каже, односно живее и работи само од книгите. Ale je to dané tím, že těch knih mi vychází hodně a že vycházejí opakovaně v nových vydáních. Незините книги искачаат во повеќе изданија, но и постојано има некои нови наслови кои што ги издава. Јас ми премина сега веќе на ова дело. Филип веќе начна нешто. Ајде ќе започнеме од главните ликови, тоа што тие се всушност од ромско потекло. Заедница која често пати е дискриминирана, и кон која што, останатите имаат многу предрасуди, така да го кажам облажено. Како во Чешка се гледа на таа заедница? Хабних дни со ромове, за ромска етникум, а як се на то гледа в Чешка? Јака е ситуација? Протоже ми таки тади имаме тенденција да ги... Ano, všimla jsem si, že i tady v ulicích je hodně Romů. U nás je to vlastně letitý problém a spousta lidí se na romské etnikum kouká možná trošku skrz prsty. Já nejsem příznivcem toho, abychom všechny házali do jednoho pytle. И тука забележав дека полицијата забележав дека има ромска заедница, но не сум сигурна дека сите можат да бидат во еден кош. Има од тие наши сограѓани има некои кои што можат и да бидат пример за однесување на другите. V každém etniku jsou dobří a zlí a myslím si, že každý by měl dostat svoji příležitost, ale zase nenadržovat. Nejsem příznivcem pozitivní diskriminace. Во секоја етничка заедница има и добри и лоши, но верувам дека нели нормално во секоја заедница и треба да превладува тој добриот дел и да не ги осудуваме по тие карактеристики. Филип, јас тука тебе би те прашала од сето ова што досега е наведено, што беше пресудно токму од мноштво книги и автори што постојат широм целиот свет, да се одлучите токму за ова? Дали може би токму оваа тематика, дали звучноста на името на писателката, дали тоа што беше наградувано, или пак може би тоа што недостасува детска литература? Од сите работи што ги споменавте, од се помалку, значи и тоа што е многу позната чешка писателка, сакавме да објавиме дел од некоја друга, од некоја помал јазик, да не е англиски или шпански. И во постојана комуникација сме со преведувачите, и со Евгенија, и со Миријана, која што преведуваше книгата. Тие прочита исто книгата, ја побаравме материјали, беше препорачен исто така од Чешкото министерство за култура. Имавме разговор со преведувачите и рекоа дека е многу добра книга.
и навистина и јас и мене ме заинтересира и сакавме не само да биде некое комерцијално дело, туку да има и туку да е дело некое што има силна порака, еве како што допира некоја тема, еве како што ова со дискриминацијата на ромите и така целокупно, значи одлучивме да ја објавиме ова фантастична книга. Се започнува кога во една обична училница доаѓаат необични ученици, тројца, така? Кои се тие? Кои се главните ликови? Všechno začíná, když tři spolužáci jsou v jedné obecné třídě a začínají dělat takovou neobecnou třídu, kteří jsou ti hrdiny. No, já si myslím, že každá třída může být neobyčejná, může být kouzelná, může být začarovaná, že to je ve fantazii nás všech a ve škole nemusí být jenom nuda a nemusí tam být jenom povinnosti, ale že v každé třídě se může čarovat a chtěla jsem trošku čtenáře popíchnout k tomu, aby si ve třídách víc hráli, aby prožívali své fantazijní dobrodružství, které v těch knihách my spisovatelé nabízíme. Не мора секоја училница да биде здодевна и обична. Сето тоа зависи од нас. Ние можеме да си го направиме тоа да не биде интересно, односно да се случуваат некои магии, како што се случува во книгата. Тоа сакав да го прикажам дека не мора не е толку битно каде сме, туку како ние ќе си го оствариме да не биде времето. Една од главните пораки во книгата е дека многу е значајно родителите да ги научат децата да не дискриминираат други деца кои што се поинакви од нив. Главни поучени с книги е, že rodiče bych potřebovali naučit své děti, že není tak lépe diskriminovat a tak je to jako jedno z hlavních poučení, které jeden rodič musí dát pro svého děta. Určitě. Dneska děti z celého světa se stěhují, mísí se různá etnika a myslím si, že tolerance je strašně důležitá věc, abychom jako rodiče od malička děti vedli k tomu, že každý jsme nějaký a každý máme své hodnoty, které je třeba respektovat. Така, сега во овој момент верувам дека кога сме од сите страни измешани и од кога живееме со различни луѓе од различна вера, различна етничка заедница, верувам дека е битно секој родител да си го учи детето дека треба да се почитува туѓото, да се почитува разликата, за да може да имаме убав соживот. И на некој начин и себе си помагаме со тоа, бидејќи ако добро ја сватив поинтата на книгата, дека токму преку пријателство со поинакви, необични луѓе и нашиот живот станува побогат. Покуд сам лепе разумела, že když сме пратили с някаким иним людям, наш живот je trochu lepší. Určitě nás to obohacuje navzájem. Já prostě si myslím, a ta paní učitelka v té knížce také, že každý jsme v něčem nejlepší. A ona dlouho hledá, v čem jsou ti tři kluci nejlepší a přijde na to. Така е, верувам во тоа, дури и учителката во книгата која што се споменува, го забележува тоа кај тие три главни ликови, дека всушност не само тие три главни ликови, секој од децата има некоја посебна карактеристика во која што тие се најдобри. Ние на еден гледач ќе да оделиме една книга, но со оглед на тоа што немаме многу време, ќе замолам само името да му го запишете, податоците во режија, па после тоа Филип ќе исконтактирате. Јас сакам само пред да ја добие гледачот книгата и воопшто сите оние кои се заинтересирани да ја прашам гостинката дали ова само книга за деца или пак и возрастните можат многу да научат од неа. Если тата книга, если е едном про дети, небо про доспели таки, ако до тоа
všechno může pročíst. Já si myslím, že to je kniha pro každého, který v sobě ještě to dítě má. A to jenom na nás, jak si ten svět postavíme. Аз мислам дека книгата е за секој кој што се уште го има тоа нека дете во себе. Го негува детето, да. Да. А треба секој да го негува, предпоставувам. Така, за да имаме млад дух. Имаме едно прашање и до двајцата, значи и до Филип и до гостинката, так малце ќе те одморам сега, еве на Филип ќе преминам, а тоа е дали е доволно застапена детската литература? Еве конкретно ти за Македонија, гостинката за Чешка, или пак треба уште повеќе да се збогати? Значи во Македонија од детска литература најмногу ги имаме овие сликовници што се да речем за возраст некаде од 0 до 5 години, од горе долу сега ова прилика. Меѓутоа она литература што е од 7 па до кај 18 до кај 16 години. Најпроблематичните години? Да, тука имаме најмалку литература застапена и тоа е една од, нели, да се надоврзам тоа претходното прашање што беше зошто се одлучивме за оваа книга, една од причините за тоа што сметаме дека е помалку застапена таа литература на македонски и решивме дека ќе потпомогнеме, ќе ја надополниме, ќе збогатиме литературата, понудата за децата да читаат и да се навлечат на читање. И тоа е, мислам дека добро за нивната иднина, како што и впрочем проектот од кој што е дел оваа книга. Како е во Чешка состојбата? Мислите си, че е детска литература достатъчно заступена в České republice, nebo jaká je situace momentálně? Já si myslím, že ano, vychází hodně dětských knížek nebo knížek pro děti a mládež. Já si myslím, že spousta nakladatelů, učitelů, ale také si uvědomuje, že když z dětí uděláme čtenáře, tak si vlastně budujeme tu čtenářskou obec potom do budoucna. Když i děti vidí, že rodiče čtou, tak je napodobují. A je dobré, aby děti četly už od malička. Мислам дека ситуацијата е навистина развиена во Република Чешка поради тоа што имаме доста наслови кои што постојано се издаваат и сметам дека доколку од мали децата од мали години ги научиме да бидат читатели, дека на родителите многу им се олеснуваат некои работи, односно децата се развиваат во некои карактери кои што ми олеснува работата на родителите. За неколку часа е самата промоција, така? Да. Кога веќе ова дело ќе им се предаде сега и на публиката, што се планира во 11 часот во библиотека Другарче, така? Да. Значи промоцијата на книгата е во библиотеката Другарче, отворена е, може кој сака да присуствува, таму ќе има и дечиња веќе организирани што се од одделение во соработка со библиотеката градската библиотека Браќа Миладиновци, голема благодарност и до нив. Тие ќе ни организираат, значи, дечиња што се конкретно што се за од оваа возраст, што ни се целна публика. Но може кој сака да си дојде, ќе биде од отворен тип во 11 часот во библиотека Другарче, во Карпоштријето. И Карши Никола Карев. Така, Карши Никола Карев. Ќе имаме супер дружење, после тоа ќе има кој сака си купи книга со потпис од авторката, со посвета, ќе има можност таква, а книгата ќе биде достапна и е веќе достапна по поголемите книжарници низ цела Македонија. Што значи има отворена покана за сите, така, буквално секој кој сака. Јас многу ви благодарам за самиот крај, сакам само да прашам гостинката, таа веќе си етаблирана во незината земја, но сега сепак ќе треба да стапи во контакт со една сосема поинаква публика, така? Како се чувствува? Дали има можеби некоја трема, дали има возбуда со оглед на тоа што сепак за прв пат ќе се соочат со незино дело? Уж ваше мено ја знаме во České republice, ale jak se cítíte tady, že jste poprvé tady, že poprvé budete představovat vašou knihu, vaše jméno, takže... No, jsem zvědavá, jak mě přijmou makedonští čtenáři toho malého věku. A doufám, že se jim moje knížka bude líbit tak, jako se líbí českým čtenářům a dalším, kam ta knížka byla přeložena.
Навистина сум заинтересирана како ќе ме примат македонските читатели од помладата возраст, како ќе им се допадне и нели нормално какво мислење ќе имаат на крајот за книгата. Особено што младата публика е наискрена публика, така нема тука фалирање. Многу ви благодарам на вашето гостување на сите и посакам на гостинката многу голем успех и пред се прво многу посетеност денес на промоцијата, а потоа и многу продадени книги секако. Моцка дякую, прејувам моц успеху, моц продан книг. Děkuji za moc milé přijetí. Děkuji pekne. Ние овде ќе направиме пауза.